Да се подобри транспарентноста на општините кога ги делат парите до граѓанските организации. Ова е ставот на Центарот за граѓански комуникација од Скопје кој правеше истражување колку пари трансферирале општините до граѓанскиот сектор и за кои области најчесто се давале. Како што вели Сабина Факич од Центарот за граѓански комуникации, најмногу пари од општините под ставката трансфер до невладини организации заминувале кај спортските клубови. Во однос на прашањето за областите, спортот како област е убедливо на врвот според добиената подршка од општините. Во оваа област се доделени 3 милиони евра, односно 67% од вкупните трансфери за невладините организации. Произлегува дека општините финансирале дури и спортски клубови кои се регистрирани како акционерски друштва. Понатаму запоставени се одредени приоритетни области. Ќе дадам неколку примери. За проекти од областа на животната средина се доделени само 45.000 евра од сите општини, за демократија и развој 33.000 евра, за проекти од областа на образованието 25.000 евра, а за здравството само 3.000 евра. По сите параметри, од југоистокот највисоко котира општина Струмица, која на ниво на држава е на 4-та позиција. По висина на доделените средства и начинот на распределба, по Струмица следуваат Радовиш, кој е на 7-та позиција, Гевгелија 10-та, Василево на 24-та, а најлошо стои Дојран, кој не исплатил ниту денар до граѓанските организации. Сабина Факиш смета дека општините во иднина ќе мора јавно да ги објавуваат повиците за доделување пари до граѓанските организации, но и да се знаат критериумите за висината на парите. Потребно општините задолжително да објавуваат јавен повик за доделување на средства од буџетската линија за подршка на невладините организации. Потребно е однапред да ги дефинираат начинот, процедурата и периодот на распределба на средствата. Задолжително јавно да се објавуваат имињата на организациите добитници на финансиските средства, намината на тие средства, како и нивната висина и извештаите за спроведените активности. Бараме да се инсистира на поголема вклученост на невладините организации и на граѓаните во процесот на дефинирање на годишните програми на општините. Понатаму буџетската подстапка трансфери до спортски клубови да се редефинира во насока на тоа да опфаќа само аматерски и рекреативни спортови, развој на спорт во млади категории, спортски манифестации и слично, а не и подршка за професионални спортски клубови. Инаку лани дури 20 локални самоуправи од Македонија не трансферирале ниту денар до граѓанските организации, што представува лош сигнал за развој на граѓанскиот активизам на локално ниво.